Ја имам 3 деца и одев на македонско школе. Курс. На македонски јазик. За македонски јазик. И на моите деца има направено голем притисок овие нашиве ода што ја учат Месушки. предплатне, албански што учат, има направено голем притисок. Ќе го ставиме во школето, не ве поминуваме да ме. И големи и гледамо ти се заплашени. Ама пак со моја грижа ти одат на школа. Да учат школа. И тоа. Држава да ти помогне. Само момент. Нашите деца што се помлади, што учат на македонски јазик и те пеат при школи, им прават притисок. Оти учи на македонски јазик. Ова не е право. Треба децата да учат на својот јазик. Оти тука нашите мали деца не знаат прво лебот како се вика. А велат дека е леп, а на албански не знаат дека се вика бук. Се викам Звезан од селото Требишта. Јас сум наставник по македонски јазик за предавање на децата македонскиот јазик. Имав по почеток кога почнав да учам на македонскиот јазик до децата, имам некои 35 деца. Сега моментално имам 12-13 деца толку. Затоа децата се намалија затоа што има притисок од наставниците по албански јазик, одеа на училиштето, им праве притисок, ќе ви донесеме полиција, ќе ве тепаме, ова, тоа. И се децата се намалени од страв, само нешто друго. Не, тие си го имаја многу ќеф да си го учат македонскиот јазик, во толку време, малку, кратко време што дојдоа тие деца, доста да научи, ама се повлекува, не доаѓаат од страв, само од страв тоа. За децата имаме веќе доста проблеми до сега. Почеток добро почнавме, имаше доста што сакаат да учат таму. По притисоците од наставниците на албански јазик, од директорите и наставниците, до сега веќе многу се намалени. Годината на македонскиот јазик си даде резултат и во изучувањето на македонскиот јазик во Албанија, во Требиште, така што како продолжение на таа иницијатива е и ова изучување овде од страна на децата. Како се викаш? Емелис. О, срце мило, јас сум Лилија. А ти како се викаш? Рин. А ти? Лед. Ти Дениза се викаш. О, злато. А ти како се викаш? Даниела. А ти како се викаш? Сијана, да си жива. Марсела, јас сум Мила. Мила ми. Како се викаш? Јасмина, да си жива. Дали знаме кога се случи? Браво сте. Браво. А ти како се викаш? Ох, меле, баш ми е мило. Ајде, одлично. Јас сега морам да прашам. Дали добро научите да зборувате македонски? Мали, ајде затворете. Дали научите да пишувате? Да. Дали тоа што го научите и го пишувате, ќе го кажете на вашите другарчина што се македончина? Дали ќе ги викнете и тие да во оваа школа да го учат? Да. Знаете некоја песничка да кажете? Да. Сакам да ја слушнам песната на македонски. Ајде, почни. Везилка. Везилке, кажи како да се роди проста и строга македонска песна. Од ове срце што со себе води, разговор ноќен во тревога песна. Два конца баре од срцето драги, едниот црне, а другиот црвен. Едниот буди моничави таги, другиот копнеш и свотел и стрвен. Па со нив вези одлична низа, песна од копнеш и песна од мака. Кој што јас везам ледена риза, ракав за бела невестинска рака. Судбинско нешто се светлело за века. Од двете нишки два созвучни збора. Едната буди темница што штрека, другата буди вкрвена зора. Македонија, мајка си на Климента, на Наума, Гоцета и Јанета, и на сите што те бранеле, и на сите што те чувале, што те сакале и се радувале. Мајка си на војводи и херои, на печалбари и земјоделци, и на твои черки красни синови што умеле со рани да станат да те чуват, да те бранат. Мајка си ми моја најсакана, иако со херојство не се истакнува, но затоа умам да те чувам и сакам, затоа Македонија од тебе те бакнува. И следеќи таковина кога мислам, тогаш си изразувам себе и се вкоренувам. Затоа ми зборува срцето, не баре скриена граница која од мене протачива кон другите за да ги отфати сите во дамнешното.
минато низ секој од нас. Излегувам од неа кога мислам татковина, за да ја затворам во мене како азна. Постојано прашувам како да се умножи, како да се прошири тој простор што го исполнува. Ајде, бре. Се роди, полињата се полни со злато, жито зрено, сонцето силно грет, пицата мило пет, тука народот со добро и љубов билка, тука е моето татковина, Македонија се вика.